Над 3 милиони работни места ќе се отворат во секторот обновливи извори на енергија и над 1,5 милиони работни места во секторот енергетска ефикасност, стои во извештајот на Европската комисија за зелена економија. Младинската еколошка организација Go Green е домаќин на меѓународен проект за климатски промени, наречен Разбуди се, преземи акција за климата, со кој 44 млади луѓе од Македонија, Хрватска, Шпанија, Грција, Германија, Норвешка и Велика Британија се едуцираат и споделуваат примери за заштита на животната средина и намалување на последиците од климатските промени. Како дел од проектот, Go Green во соработка со локалната невладина организација Фактор во просториите на општинските средни училишта Мирко Милески и Дрита од Кичево организираше саем за зелени работни места и образование. Целта на проектот и на денешниот ден е да се промовираат можностите за студирање, за учење на академски програми поврзани со обновливи извори на енергија, со енергетска ефикасност. Тука имаме представници од 6 земји, од Норвешка, од Германија, од Грција, од Шпанија, од Хрватска и од Македонија, кои што ги презентираат своите можности за студирање во нивните земји, стипендиите кои што се даваат за обновливи извори на енергија и е важно да промовираме дека во секторот обновливи извори на енергија ќе се отворат над 3 милиони работни места и во секторот на енергетска ефикасност ќе се отворат над 2 милиони работни места, стои во документот на Европската комисија за зелена економија. Поради тој потенцијал на отварање на работни места, ние мораме да пренесеме порака кај младите дека е важно да се едуцираат и да студираат обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност и сите студии кои се поврзани со заштита на животната средина, бидејќи иднината и пазарот на трудот и тие работодавци ќе бараат квалификувани кадри кои што се свесни за сите овие глобални промени, глобално затоплување и климатски промени. И затоа сме тука ние собрани да промовираме во регионот во Кичево и во овој регион на младите да студираат и да учат за обновливи извори на енергија. На саемот, деканот на МИТ факултетот од Скопје, професор доктор Илија Насов, одржа предавање на тема Соларна Македонија, реалност или фикција, а воедно учесниците ги презентираа можностите за студирање на зелени програми од нивните земји. Јас сум Илија Насов, професор на МИТ Универзитетот во Скопје и декан на факултетот за еколошки ресурси, каде што всушност оваа проблематика околу влијанието на обновливите извори на енергија врз климатските промени, врз глобалното затоплување, на зголемување на свесноста кај младите за екологијата, за како да се дојде до поголема заштеда на енергија и како да се дојде до почиста енергија и како всушност тие во иднина да си најдат работни места и ангажирање баш во оваа област, затоа што навистина последната конференција во Париз, освен тоа што имаше многу големи пораки до целиот свет и директиви дека во иднина не само соларната енергија, него обновливите извори на енергија ќе бидат тие кои што ќе доминираат во снабдувањето со енергија, исто така тие јасно кажаа дека на сите извори на енергија и на сите загадувачи, затоа што CO2 емисијата е моментално најголемиот проблем во овој момент на светот и најголемата катастрофа што може да се случи на земјата се баш тие глобални загревања, а оттаму произлегува баш од таа емисија на CO2, затоа и веќе и асоциацијите на светските банки и асоциацијата на сите институции во светот, тргнувајќи од најголемиот собир, а тоа е 119 земји и председатели, донесоа една декларација во која што најмногу земјата може да се загрее за 2 степена од предисториската, од пред индустријската револуција до сега. Тоа значи дека ова е еден цел процес каде што обновливите извори на енергија веќе ќе бидат доминантни во наредниот период. Затоа младите треба да се едуцираат, затоа младите треба да му се кажат овие сите сознанија и денеска еве тоа ни е целта, сето ова да му го пренесиме на младите. Преку овој саем, младите имаа шанса да се запознаат со потенцијалот за вработување и можностите за студирање во и надвор од Македонија во области поврзани со одржлив развој и зелена економија.